Бисмиллахи рахмани рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. जो ज़ात जावेदानी हमसे. Писмо до премиерот на Државното собрание на Народна република Кина. До неговата екселенција, премиерот на Државното собрание на Народна република Кина, господин Вен Жибао, Зонг Нанхај, Кина, 9 април 2012 година. Почитувам премиер, јас ова писмо ви го испраќам преку еден свој представник на Ахмадија муслиманската заедница. Тој е председател на нашата заедница во Кебабир, Израел, и повикан е од страна на кинескиот министер за малцинства. Нашиот представник е представен на кинеските службеници за време на посетата на делегацијата на Кина, која го вклучувала заменикот министер за малцинства во нашата мисионерска куќа во Кебабир. Ахмадија муслиманската заедница е заедница во исламот, која цврсто верува дека Месијата и реформатор, за кој било одредено да се појави во ова доба, како Мехди, за да ги упати муслиманите, како Месија да ги упати христијаните и како упатство за реформа на целото човештво, навистина и се појавил во склад со претскажувањата на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, и оттаму ние го прифативме. Неговото име е Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијана, Индија. Според Божјата наредба, тој ги положил темелите на Ахмадија муслиманската заедница во 1889 година. До неговата смрт во 1908 година, стотици илјади луѓе и се придружиле на заедницата. По неговата смрт основана е институција на халифатот. Денес се наоѓаме во ера на петтиот халифат и јас сум петти халифа на ветениот Месија алейхи селам. Исклучително важно и темелно учење на нашата заедница е дека во овој век религиските војни можат да завршат. Понатаму ние веруваме дека секој оној кој сака да пренесе или да шири било какво учење, тоа треба да го прави во духот на љубовта, сочувствувањето и братството, со што треба да стане извор на мир, помирување и слога. Овој важен став, кој е заснован на вистинските учења на исламот, Ахмадија муслиманската заедница го поттикнува и унапредува ширум светот. Заедницата сега е раширена во преку 200 земји и има милиони следбеници. Јас сакам да ви пренесам порака дека светот денес поминува низ крајно тежок и опасен период. Навистина, изгледа дека се побрзо се движиме кон Третата светска војна. Вие сте водач на една од светските велесили. Покрај тоа, огромен број луѓе живеат под ваша власт. Вие исто така имате право на вето во Обединетите нации. Според тоа, мојата молба до вас е да ја одиграте својата улога и да го спасите светот од уништувањето кое се укажува пред нас. Без оглед на националноста, религијата, општествената класа или верата, ние треба колку што можеме да се бориме да го спасиме човештвото. Во Кина по револуцијата остварен е голем напредок и промена. Почитуваниот Мао Цетунг, кој бил голем водач на вашата нација, ги поставил темелите на високите морални стандарди, кои спаѓаат во исклучителните стандарди на човековите вредности. Иако вие не верувате во постоењето на Бог и вашите принципи се засновани на морал, јас морам да ви објаснам дека нашиот Бог, како што исламот го прикажал, ни го објавил Куранот како упатство за човештвото, и Куранот ни ги всадува сите морални вредности по кои и вие постапувате, но тој е исполнет со уште поголемо морално упатство. Тој содржи преубави учења кои ги објаснуваат средствата за воздржување, за живот и која ги втемелуваат човечките вредности.
Ако луѓето, особено муслиманите, ги прифатат овие учења на Куранот, сите проблеми и судири ќе бидат решени и ќе завладее атмосфера на мир и слога. Денес Ахмадија муслиманската заедница се труди да ја унапреди токму оваа цел во сите делови на светот. Низ нашите мировни симпозиуми и низ бројните собири кои ги одржавме со луѓе од сите групи и слоеви на општеството, ние го подсетуваме светот на оваа важна цел. Мојата молитва е водачите на светот да постапуваат мудро и да не дозволат взаемни непријателства помеѓу нациите и судири од помали размери да избијат во глобален судир. Мојата молба кон вас исто така е да вие, како светска велесила, ја одиграте својата улога и во светот да го втемелите мирот. Спасете го светот од страшните последици на светска војна, бидејќи ако таква војна избие, таа ќе заврши со употреба на атомско наоружување. Тоа ќе доведе до тоа деловите на одредени земји и области да бидат избришени од лицето на земјата. Делувањето и последиците на атомската војна нема да бидат ограничени само на непосредно пустошење. Всушност, долгорочните последици на таквото војување ќе бидат такви што идните генерации ќе се раѓаат неспособни и со телесни недостатоци. Според тоа, употребете ја вашата енергија, способности и средства во напорот да го спасите човештвото од такви страшни последици. На крајот, тоа ќе биде од корист и за вашата нација. Мојата молитва е сите земји на светот, големи и мали, да ја разберат оваа порака. Со најдобри желби и молитви. Искрено ваш, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. Subhana man yara